Така. Постојат ли бенефити од доброволниот пензиски фонд? Кои се, ако ги има? Па, бенефитите се јасни. Има прв бенефит кој што е значаен и кој што треба да се напомене е тоа што вложувањата, односно инвестирањето во доброволното пензиско осигурување е ослободено од персонален данок. Што тоа значи? Доколку постои индивидуална уплата во доброволен пензиски фонд, тоа значи дека на крајот на пресметковниот фискален период лицето кое што вршело уплати во доброволен пензиски фонд треба да му бидат вратени средствата за платениот персонален данок за уплатените придонеси. Што тоа значи? Тоа значи, например, ако еден човек уплаќа по 1000 денари секој месец во доброволен пензиски фонд во НЛБ Пензија Плюс, например, кај нас, тоа би довело да по истекот на годината може да побара враќање на платениот персонален данок за тие уплатени средства. Значи, ако сум плаќал јас 1000 денари месечно, тоа се 12.000 денари годишно и се предпоставува дека за тие пари кои што јас сум ги уплатил, сум ги добил од плата, од хонорар или од некој друг приход на кој што веќе бил платен персоналниот данок, заради тоа што ги наменувам за една социјална димензија, односно за штедење за мои пензионерски денови, законот има одредница дека тие пари треба да бидат ослободени од персонален данок и државата тој персонален данок треба да ми го врати. Тоа е некаде, нели знаеме дека персоналниот данок кај нас е 10%. Исто така при вршење на уплата во професионална пензиска шема, каде што работодавецот врши уплата, тој персонален данок уште на самиот влез, значи уште кога работодавецот ќе го уплаќа, не се плаќа. Значи тука не постои процедура на повраќај, туку тие пари кои што влегуваат на индивидуална сметка, односно на професионална сметка за поединецот за кој што се наменети, се чисти средства кои што не се оптоварени со персонален данок или било какви други социјални придонеси и давачки. Тоа е еден бенефит. Друг бенефит е што согласно инвестиционата политика на друштвата, тие пари се инвестираат и треба да се оплодуваат, што значи дека оној кој што во иднина би бил пензионер би добил средства кои се наменети за пензија во висина од вкупните уплати и плюс оплодувањето кое што би се стекнало во периодот за кој што тие средства се уплаќени. Тоа е како одговор на она што некој кажува, па добро, јас можам секој месец да си тргам. Да речеме, јас спомнавте сумата од 1000 денари, ќе си ставам во еден плик дома и ќе си ги чувам. Да, но овдека е каматата е таа која што, значи оплодените средства се оплодување, тоа е капитализација или оплодување кој вие сепак постручно ги владеете. Минус на доместуците да ги спомнеме и тие, значи се одбиваат средствата определени на доместоци за управување на средствата и така натаму, значи да се има предвид дека од таа сума определени законски надоместоци се одбиваат и се оплодуваат во различни инструменти, ви нагласиле, нели? Имаме уште многу малку време и јас би сакала да го завршиме разговорот со едно прашање кое што исто така е актуелно. Значи, постојат разни друштва, да речеме, кои што нудат осигурувања од овој или оној тип и постојат разни случувања каде што се случува да пропаднат парите. Токму и затоа ве прашав кој гарантира за средствата во доброволниот пензиски фонд, како да ги препознаеме, значи има ли лиценцирани во државава, а има, рековме, Петар Талевски е представник на лиценциран пензиски доброволен фонд, значи има ли лиценцирани во држава и како да ги препознаеме оние кои што не се лиценцирани и од кои што може се и се што да не снајде. Да, значи, вака, јас би рекла дека од една страна постои, да речеме, мешање помеѓу животното осигурување и пензиското.
Тука зборуваме за пензиско осигурување и како да ги препознаеме. Прв поглед да прашаме за името. Затоа што друштвото кое нуди, кое смее да нуди пензиска шема, доброволно и задолжително пензиско осигурување, задолжително во називот мора да го содржи тоа дека значи е пензиско друштво за управување како со задолжителни и доброволни пензиски фондови или доброволни пензиски фондови или само задолжителни, значи задолжително содржи. И единствено Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување врши лиценцирање на ваквите друштва кои смеат да нудат и во моментот единствено НЛБ нов пензиски фонд смее да нуди доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, а КБ прво пензиско друштво кое што веќе управува само со задолжителен е во постапка на добивање на одобрение за управување со доброволен. Значи сега за сега едно е друштво има лиценза. И се она друго што ни се нуди како можност, инвестирајте за кога ќе бидете пензионери да може да ги користите бенефитите, не се пензиски друштва, значи не се тука не вложуваме во пензија, тука е животно осигурување. Па не, јас не би го рекла тоа. Значи јас не би го рекла, не знам и тие што нудат од нашите сознанија колку се регулирани. Така? Значи, колку се осигурителни друштва од аспект на законите во Република Македонија. Значи, јас би рекла, може би како правник, треба да водиме сметка кај ги ставаме парите, значи, колку се тие регулирани кај нас, тие друштва и давањето на парите. Колку јас имам слушнато дека тие пари одат некаде во странство, во куферче и не знам каде, так. И се уплаќаат некаде. Значи, се е тоа неизвестно. Затоа велиме, значи, јас не би го поистоветила дека тоа што го нудат е животно, може би и не е, неам сознание, значи постои, јас го реков дека постои, меѓу тоа што се нуди треба на вистина граѓанинот пред да уплати да испита кое што е. Добро да се информира. Јас ви благодарам што утре бевте дел од нашата емисија, верувам дека гледачите добија дел одговори на дел од прашањата кои што ги имаат. Сигурна сум дека ќе се видиме и во некоја следна прилика за да дообјасниме некои работи. Ви благодарам уште еднаш, ви посакувам многу успех во работата и се разбира почитувани уште еднаш ќе ве потсетам дека ние утре зборувавме за доброволното пензиско осигурување, а гости во студиото беа Петар Тавески, директор на сектор продажба во НЛБ нов пензиски фонд и Тања Стефановска, раководител на секторот за правни работи во МАПАС. Ви благодарам.